Галатјаните 4. Јас ви велам, додека наследникот е малолетен, тој со ништо не се разликува од роб. Иако е господар на се, туку е под настојници и управители до рокот, определен од таткот. Така и ние, додека бевме малолетни, бевме поробени од стихиите на светот. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, кој се роди од жена и кој се роди под законот, за да ги откупи оние што се под законот, та да го примиме посинувањето. А бидејќи вие сте синови, Бог во вашите срца го испрати духот на својот син, кој извикува: Ава, Оче. Затоа не си веќе роб, туку син. А ако си син, тогаш си Божи наследник преку Христос. Но тогаш, бидејќи не го познававте Бога, им робувавте на оние кои по својата природа не се богови. Е сега, откако го познавте Бога, или подобро кажано, откако Бог ве позна вас, како сега повторно се навраќате кон слабите и бедни стихи, на кои сакате одново да им робувате. Внимавате на деновите, месеците, времињата и годините. Ве молам, браќа, станете како мене, зашто и јас станав како вас. Чеда мои, за кој сум пак во родилни маки се, додека Христос не се вообличи во вас. Има два завета: законот кој поробува и благодата, и кој ослободува. Кажете ми вие кои сакате да бидете под законот, зарем не го слушате законот? Зашто е напишано дека Авраам имаше два сина, еден од слугинката и еден од слободната? Но оној што беше од слугинката слободната поветување. А ова е речено сликовито, бидејќи двете жени се двата завета. Едниот од Синајската гора, која раѓа за робство, а тоа е Агара. Зашто Агара е Синајската гора во Арабија и соодветството е сегашниот Ерусалим, кој робува со своите чеда. А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Ние пак, браќа, сме како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш, оној што се роди по тело го гонеше родениот по дух, така е и сега. А што вели писмото? Истерај ги слугинката и нејзиниот син, зашто синот на слугинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И така, браќа, ние не сме чеда на слугинката, туку на слободната. Па така стоите цврсто во слободата, со која Христос не ослободи, и не се подавајте повторно под робски ярем. Стојте цврсто